Уште од прогласувањето на кризната состојба на јужната и северната граница во август минатото лето, Центарот за управување со кризи ја превзеде координацијата на управување со ситуацијата со бегалците и мигрантите во државата. Представништвото на УНХЦР силно е поддржува оваа институција преку градење на незините капацитети од различни аспекти, а со тоа и помага и на институцијата и на државата. Од УНХЦР денеска за нашата телевизија изјавуваа дека може да го поддржат Центарот за управување со кризи, посебно во ваков важен настан, каде што современите концепти на управување со кризи се презентираат и се спроведуваат искуства. Кризите, за жал, се дел од нашата реалност, но доколку демонстрираме способност за предвидуваме, да се подготвиме и адекватно да одговориме на нив, тоа ги прави нашите општества поодговорни и похумани. Важно е секогаш да пристапуваме кон управување со кризи со императив за зачувување на човечкото достоинство и да ги штитиме човековите права. Еднакво важно е постојано да учиме од нашите искуства и да ги инкорпорираме извлечените поуки во идните политики, се вели во соопштението од УНХЦР. За последните 16 месеци, представништвото на УНХЦР во земјава им помага на Централната и регионалната канцеларија на Центарот за управување со кризи преку обезбедување помош во вид на компјутерска опрема, канцелариска опрема, градење на капацитети и други форми на помош во вкупен износ од 75.000 американски долари. Вкупната помош на УНХЦР за државата да обезбеди соодветна хуманитарна помош и меѓународна заштита во рамките на бегалската и мигрантската состојба во 2015 и 2016 изнесува 7,3 милиони американски долари, благодарение на великодушните донации на директорот на Европската комисија за хуманитарна помош и цивилна заштита, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Германија, Јапонија, Италија, Швајцарија и други донатори од приватниот сектор.